Сатурн во шестата астролошка куќа во вашата натална карта. Ако може би вие го имате Сатурн во шестата астролошка куќа во вашата натална карта, тогаш ова видео ќе биде за вас. И поздравувам сите љубители на астрологијата и секако сите македонци кои што живеат насекаде низ оваа наша убава планета Земја. Добре дојдовте сите на мојот YouTube канал. Јас сум вашиот астролог Мерсиха 412. Сатурн е една енергија која што не блокира. Сатурн е една енергија која што ни поставува граница. Сатурн бара од нас да постанеме мајстор на својот собствен живот. Преку дисциплина, одговорност и работа. Шестата астролошка куќа зборува нешто за нашиот секојдневен живот и за нашето здравје. Секогаш зависи од тоа какви аспекти гради Сатурн во вашата натална карта во шестата куќа, значи какви аспекти гради со вашите други лични планети. Затоа што Сатурн може да се најде во шестата астролошка куќа, но во секој хороскопски знак. Затоа сега ова ќе го тумачам од аголот на природниот хороскоп. Сатурн може да го доживувате во шестата астролошка куќа конструктивно и деструктивно. Ајде да видиме како ќе може да го доживувате Сатурн конструктивно во шестата астролошка куќа. Вие сте една личност која што е најдобриот организатор за својот секојдневен живот. Вие имате секогаш план како вашиот секојдневен живот ќе може да изгледа. Вие планирате пред време. Значи, вас многу ќе ви смета ако некој друг дојде и ви го промени тој план. Вас, значи, ви е потребна таа организација. Вие сте еден добар организатор, вие умеете вашиот секојдневен живот на еден најдобар начин да го организирате, преку еден план. Значи, вас ви е потребен план за тоа и вие сте еден од најголемите критичари самите за себе, ако нешто не оди така како што вие сте се замислиле, ако некои термини не успеете да ги завршите, например, во еден ден. Значи, тоа може вас да ве оптеретува. Сега доаѓам од аголот на таа енергија, ако Сатурн го доживувате од аголот на деструктивната енергија. Значи, деструктивно живење на Сатурн во шестата астролошка куќа може да придонесе голем терет, стресна ситуација. Да не можете вашиот секојдневен живот на еден толку лесен начин да го организирате. Сатурн вие носи таа проблематика. За вас тоа е многу тешко да се створите една структура во вашиот секојдневен живот. И така тоа може да влијае деструктивно врз вашето здравје. Сега, како ќе можете таа енергија, значи таа деструктивна енергија, да ја претворите во конструктивна енергија? Што се бара тука? Сатурн бара од вас, како што реков од почеток, да бидете мајстор на својот секојдневен живот. Како? Преку здрави рутини. Значи, треба да си поставите план, една здрава рутина, за да го постигнете таа цел на Сатурн. Сатурн на крај ќе ве награди, ќе постанете мајстор на својот секојдневен живот. И знаете дека така тоа ќе влијае позитивно врз вашето здравје. Сега, со Сатурн не треба да се претерува на ова поле. Сатурн бара исто така одмор. Ние не можеме само да бидеме во некој организации, да го организираме нашиот секојдневен живот од сабале до навечер. Затоа што Сатурн бара тука исто така и одмор. Не треба се претерува на тоа поле, за да не влие тоа деструктивно врз нашето здравје. Значи, преку одмор
добра рутина и зрели навики. Ќе можете Сатурн во 6-та астролошка куќа на еден најдобар начин да го живее. Ова беше само на кратко за Сатурн во 6-та астролошка куќа во вашата натална карта. Кој е заинтересиран за повеќе информации, тука сум за вас. Испод ова видео ќе ви ги поставам сите податоци кои што се битни. Ви посакувам секој добро и до скоро.